Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Благодариме! Одиме, добро дојдовте. Така е. И добре ме најдовте, поштовани гледачи, сите вас кои што сте на фреквенција на телевизија Телма, во второто издание Никој како. Никој како Телма, затоа што се осуди да не остави со Катер да си правиме емисија. Се надевам дека до крај на сезона ќе имаме успешна емисија. Нема да погрешиме като, пошто границата ни е многу мала за да погрешиме. Така е. Така што се надевам дека ќе истераме секако што треба. И денеска ќе се обидаме да го задржиме вашето внимание до самиот крај и денеска ќе биде интересно и лудо како вчера. Така е, нема многу да должиме во самата најава, освен да ви кажеме дека секој ден, односно секој работен ден, точно во 17:15 или некоја минута по 17:15, да видите на оваа фреквенција Телма телевизија, заради тоа што нудиме во овој попладневен термин една емисија која што нуди забава, нуди дружење, нуди убави и интересни муабети и нуди караоке и нуди односно подароци за гледачите. Така е, и нуди интересни муабети, тоа е најбитно. И во делот оној ренде кој што ќе го комбинираме од денеска со гостите и ќе го слушаме нивните размислувања. Се разбера, рендето го заборај, кај ти е? Рендето горе, добро го домакинка, измисли значи ти беше во машина за перење. Океј. Следната емисија не е никаков проблем, битно ќе го имаме како рубрика во нашата емисија. Па ајде да ги најавиме веднаш. Ева јас ќе ги извикам, а ти можеш да споменеш. Да. Значи, имаме исклучителна можност да се дружиме со два прекрасни вокала, едниот женски, другиот машки, едниот фолк вокал, другиот поп. Ја не би ги поделил двајцата, а ќе го докажеме тоа и овде, затоа што во комбинација што и да испеат, добро звучи. Знаеш дека кажа дека си ги викал секаде каде што си може како ми кажат се. Ерена Велевска и Александар. И Александар Тарамуно. Добре не дојдовте. Нема аплаузи. Да, извинете, ќе подстанеме, но си се видовме, се поздравивме, се изгушкавме и навистина ни е драго што повторно ве имаме во комбинација во една емисија која што е нели од забавен карактер и која што треба да понуди добра содржина, односно да уживаат сите гледачи. Тоа Александар сподели. Мислам дека кај Ненад ни е, не знам, четврта емисија, искрено. Во комбинација двајцата. Да, во изминативе години. И кога правевме муабет, кого, знам. Да, ја викам сега. Александар Тарамуно. Види уходани сте, така, како ја и Кате. Мислам, види се. Ако не ме викнеш со Кате во емисија... Што? Кого ќе викнеш? Добре ли сте? Супер, одлично. Одлично, драго ни е што успеавте да одвоите време, нели? Како времето, денес беше супер времето и така и ние се сеќаме. До сабота викаа дека ќе било убаво. Да, супер, тоа. Да. А после недела малку ќе заврнало ја како нели прогнозира. Добре, тоа не е лошо, тоа па инспиративно е така. Ако не бевте во Телма, шо ќе правите? Шо правите попладне? Па јас до сега бев у парк се шетав, нешто на кеј. Значи тоа ќе продолжиш да го правиш ако не дојдеш во Телма? Па не, мора да дојдеш дома да ручаш нешто. Значи ручак кое време имате? Шо тоа? Зависи. Добро, се собирате цело семејство па или не? Не. Кој како? Поредко, да. Зашто сите се обврски и така. Да, новата динамика на работното време и приватизацијата си го направи тоа. Мислам дека у последно време само за некои битни моменти се собираат така семејства. Не е како порано, по 2 саат се руча и така мислам. Елена, обично што правиш попладне? Се собираме со децата, пишуваме домашни. Колку сте? 16, 15 и 11. Колко ти кај тебе? Да. Колко ти сега тинеџерство полека, пубертет, лудило ке фаќа? Да, се справуваш? Па, мора. Морам. Не изгледаш како модерна мајка, така да верувам дека во тренд и можеш да пресечеш таму веднаш што приметиш нешто, нели? Да. Затоа што, да, веројатно знаеш, нели, дека
Навистина е потребно да се внимава, посебно сега со децата, со Поготово за социјалните 3 мрежи. деца. Готово, така е, да. И мала е границата да забегаат. Например, да се надоврземе на првото нешто од Ренда, првото видевце, да забегаат? поврзано со инфлуенсерка. Забегуваат. Да не се сватиме погрешно. Не, никако. Инфлуенсерството е професија, не знам вашето размислување, ќе ве оставам и нормално го ставаме Ренде со За гостите, провокација за можеме муабет. да Јас испровоцираме сум исто муабет. така испровоцирана, не знам што ќе биде Ренда во денес. Пуштете инфлуенсерката, која што се обидува да биде автомеханичар и баш да иницираме разговор. Односно, до каде се оди за клик, лайк, views, нели, или да се исклучи И после парички, спонзор за некоја си паричка. Некој до душа, за волја на вистината, заработуваат добро по светот. Кај нас повеќе е компензација. Чекај, што прави? Што и се Па диси? не, она направи, а сега и прават. Пуштете го уште еднаш од почеток. Чекај. Она глуми автомеханичар, секси автомеханичар. Ау. И нормално Во фустанчево? остана уметокот на тркалцата. Додатокот на косата. Да. Знаеш како викаат? Ајде да прокоментирам. Кога ќе се намонтираш е сосем друго од она реалното. Така е. Така да останува. Да, видиш, од Савајле може од памет да се извадиш, али супер е Остануваат тука. надградби на коса. Не, многу е важно трпки. колку дубила приглед. Не, ова е показател дека не им е лесно на инфлуенсерите. Не им е лесно, Значи си но има се. ова исто така ќе не инспирира да си поразговараме малку околу тоа, колку сте ви активни на И социјалните она мрежи. деме косата нешто ја покажуваат, а она се стиснала тука до врат цела. Во Минич. Така и деме И шлец. косата е Ма бит. ти не ја виде кусата, ти друго гледаш, така? Па зависи кој што. Гледаше хулахопките Хула дали се хупки скина. дали има и што има Ами тука и косата. тетовирано. Така е. Така, нели? Што има и тетовирано? Не знам. Далеко беше. Не се виде убаво. Ќе го види на реприза. Ето важно. Колку сте присутни на социјалните мрежи, колку се трудите да направите нешто за оние кои што ве следат, нели? Тука не се само обожаватели, нели? Секој оној што сака да ве следи. Колку се обидувате да бидете креативни или едноставни во вашите објави, постои рилсови, сториња? Јас во последно време не многу. Гледам да малку се дистанцирав од социјалните мрежи. Не знам, некако еден период ме имаше многу нагло. Мислев дека како да се изгустира сето тоа. Ама и поактивна беше. Да. Еве сум на емисија Ваму, сега Да, сум Ваму. да. Пошто те имам и гледам дека постојано, нели, ги информираше каде, генерално за работа, но и кога си со семејството, сега сме Ваму, живееме така натаму. Немаш од време обврски да го правиш тоа или едноставно како што спомена можеби Изгустира. знаеш малку доаѓа период кај што Каде викаш што чекај. сакаш, каде што се уморив сакаш да од ова. се, да, Прекувала ги. каде што сакаш да се олабавиш, малку да смениш некои работи. Така. А што ти пречи кај оваа нова мода, кај не само инфлуенсерите, кај младината, поврзано со нели објавување на дали ги одобруваш сите оние најразлични пози, фотографии, стајлинзи кои што трендови кои што ги прават младите и така натаму. Па видете, сега се прави, всушност маркетингот е она што сите нас во шоу Така е. бизнисот не продава. Но како што кажав, јас малку ги изгустирав работите, а се надевам дека ќе се вратам повторно. Да, уште едно прашање сега. Велите Ајде. не продава маркетингот, така? Да. Токму затоа, дали од како Елена Виловска престана да биде толку активна на Инстаграм, има помалку настапи? Па и луѓето се прашуваат каде си, што правиш, дали те има. Не, дали тоа значи Всушност, дека јас нема и да не ги- да ве побараат или ќе те побараат да пееш каде што треба, нели? Тоа се оние Дали помалку настапи и настапи, ангажмани имаш, ангажмани. откако, да речеме, ќе бидеш помалку активна на социјалните мрежи? Не, па и гледав се она што се работи, не ни за представување, гледав дека сето тоа после короната некако како да се сменија некои работи. После короната имавме и за време на короната нели не смееше ништо да се објавува. После тоа ми беше некако како Се одвикна. изгустирано, да, се Се одвикна. одвикна, се одвикна. Да. короната. Александар, со тебе малку на овие теми? Па не знам, според мене мислам дека нема бегање од тоа време, дали младината, дали ние сите некако сме како робови на телефони постојано. Затоа ми Се дека ќе ми пратиме, кажеш, што кога ќе вика, велам ако тоа. не стави, не знам, стори, Те нема. те прашуваат жив ли си, кај си, што се случува со тебе. Сега ја гледам тоа да го балансирам некако колку можам, али мислам дека
џабе, се полошо и полошо ќе биде. Да. Значи се повеќе ќе ги врзуваат луѓето за техниката, за телефоните, така да. Како е И така? идеме во време, ако те има и си Да. присутен, ќе те има и... Да, иначе буквално ја се соопштувам на Инстаграм, на Фейсбук, на се. Добро. Се што е, дали имам нова песна, дали имам настап, се си соопштувам. Али така, некојаш осеќам, знаеш, кога ти е премногу на телефон да седиш и го баталувам си идам у природата. И готово, оставаш телефон дома. Да. Имам Не, уште- не го оставам Не го дома. оставам дома. Имам уште едно видевце, покусо сакам за да можеме да имаме време за нели за остатокот и за игрите. Уште едно видевце со Дарок, го знаеме нели сите од филмовите, како се слика со обожавателки, но пред да го видиме, сте имале ли вие некаков немил настан можеби со обожавател? Не мора да биде немил во смисла нели да те опцуе, да те удри или да те скубне и така натаму, а ти ако си имал можеш и да споделиш. Но немил да не можеш да се откачиш нели 15 минути нели ти од култура правиш муамет и на кој начин тоа го правиш се откачуваш од лепува. Порано кога настапував буквално низ сите градчиња низ Македонија, градови и нам се погодив на настап во еден кафич каде што беше преполн кафичот. И буквално он пеев, стисна целиот и пред мене имаше луѓе, значи. Добро. И не знам, го погоди дечкото една песна и само направи супер тоа, онака му дојде, како што направи овака микрофонот, ме удри заби, ја викам готово, сол забите, без заби останав. И И само овака брам, проверувам, добре, Дали се викам, Тука се овде. другарте, молам ако сакаш малце понапред. малку понатаму Тоа нека те нешто така погаѓаат што ми песни. текнува, иначе имало нормално. И незгодни понуди и се. И јас имам така пукната И кеца. низгодни, и низгодни понуди. Па Какви низгодни буквално понуди? се случувало у текот на годините. добро, сакам да Ката сега ти не се дознам прави нешто. од друга ера. Не, какви низгодни понуди? Па ќе испееш, па газдата те фаќа, дојди сега да такви правиш живели низгодни. со, не знам. Добро. Со другарки бе тука, па ајде другарките Ја непристојни да ги предлози дружиш. одмah. Знам дека му се пожали в тоа време на Игор Џамбазов и он ми рече, па ти, вика, со тие таквите, вика, кога го гледаш дека е агресивен, вика, ти збуни го, вика, дојди му и гушни го, кај си бе, брат, рече. Кога не сум те видел? Да, и вика, тука ќе го збуниш, вика, и он ќе се укочи, нема да знае како да изреагира. И тоа ми е останало од Игор како совет. Ето, буквално, значи. да. Секогаш Па и кога добар имате совет, проблем, да. Супер гушни совет. и готово. Да. Елена? Вика, ако глумиш, вика, без муцка ќе си идеш. Да, Вика, да. овака. По-добро гушни го, да. Ти? Си имала некој? Елена, кај тебе веројатно се малку нели по на дистанца. Така, верувам дека Секогаш така ме доживувам, Нели? како на Така? дистанца, да. погодив. Така да верувам дека малку си по поштедена од Не, јас ја сакам публиката, сме имале слични ситуации, како што кажа и Тарабунов. Не можам да се сетам на некоја немила случка. Не знам, можеби некогаш кога некој претерал со барањата, ајде уште една песна, ајде уште да не можеш да ова, завршиш, ајде уште да. ова, да нема крај вечерта. Да не си им во кожата. Знам како се чувствуваат и колку им е убаво. Но јас ја сакам публиката, како што кажав, и тука сме за да им пееме Јасно. и никогаш не треба да кажеме дека ни досадуваат или дека... Така. Јасно, но ете показател, доказ дека нели луѓето со ваква професија, јавна професија, не само што треба да си ја знаат работата како таква, него и треба да се носат со различни ситуации, Се си ти предизвици. психијатари, Да се си се буквално. снаоѓаш, да Си, се си, снаоѓаш. Да предвидиш што ќе ти се да, случи. Да, еве што ќе Мисли, Да, погледни Да читаш кога мисли. веќе читаш мисли, се Кога треба. зборуваме за такви ситуации, ете да го видиме и следното видео нели Ајде. во рубриката Ренде која што ни изнудува интересни коментари. Еве види, она веќе му е закачена за лева града, а ова е другата уствари. Погледни, она се успорено со чашата. Овој мислам дека Она не се е Дарок, слика, со овој се глуми. криви. Овој глуми дека е Дарок, мислам дека да, не е. да, Не да, да. зезај. Да, Они мислат дека е Дарок, уствари не е. А не е он. точно. Ете, гледаш и тоа е, да си најдеш замена Тарабунов. И пушти го нека се слика. Онака да го гриза. Цица, она, цица, види. Си начекал двојник некогаш да те помеша?
Па не знам, ме праќа. Или да ти речат, абе, таму си, што не се јавиш, а ту се не си ти. Па ми се случило, да. Никој што Ти личи ли на беше, тебе? ми се има случајно, да. Стварно? Али не знам, ми го пратиле баш да видам, викам и мене не ми личал сега, ни може нешто им залипа. Као што ја, на пример, сум нашол на некои други луѓе, исти, онака двојници ми се, али не знам. Јасно. Добро. Одлично. Ајде да продолжиме со следна рубрика. Знаете дека имаме интересни игри и продолжуваме со интересни одговори, интересни прашања, но имаме и пеење, да не го заборавиме караокето. Денеска решивме да ги промениме малку и игрите ги адаптиравме на вас, односно малку да ставиме и фолк и поп сцената од една и од друга страна, иако ве најавивме дека добро пливате, нели народски добро пливате. Добро пливате и во двата жанра, односно во сите жанрови, не само да ги поделиме како поп и фолк. Така што, еве Елена денеска ќе има задача во караокето да отпее нешто поп, а Александар ете нешто фолк, можеби нели заради тоа што сте познати во секој во спротивната. Чекај сега, како се делиме? Парубиве како ни се? Јас и ти сме Јас сум со Елена, ти пратечи си со... секогаш. Ние сме секогаш Претеч. За да можеме да парираме со вокалот, како сакаш уствари? Сакаш да смениме малку, ја да имам машки пратечи, може така да може биде. така. Еве вие како Така. музичари кажете. Ама Па знаеш не знам. како? Ама знаеш како прво... Ти да ми ќе- бидеш пратеч? Да, може Да, да сакаш. кате да ти биде правит. Си сакаш? Може, зашто Елена, тоа. договорено, јас сум ти тебе пратеч. Супер, супер. Готово. Океј. Само да не почнат да се јавуваат после. Ќе пеам фул Да драйв рече да бара. бе, Тарав, кате Да дојде на Да други си ја бара. земеш за другиот албум. Немој, Тарафудов, Е, немој. хајде да одиме да пееме кога збориме за Фолк, музика. фолк прво. Прво фолк. гледа ке се. Јас мислев тоа за точка на вријање да го Не, оставиме. точка на вријање на почеток. Ајде тогаш фолк. Прима си? Прима си? Ја, ама ја Фолк. што ти заедно не знам, ја тирци да ти пеам стани. Ми ти бег да мислиш дека сум нешто. Стани моме рековме. Стани моме. Ајде, Нека стани стане моме. моме, не па момче стани. Момче стани, ние ќе ви се придружиме. Повилата, Земете микрофонот е ваш. микрофоните. Ајде. Ајде. А јас и Елена како оние на свадба на знаеш како почеток, ти играме? мрзливо. На маса ги играме. Ајде, Стани моле да заиграш, да те гледам да се јас. Читам те игриво, наше оро убаво. Читам те игриво, наше оро убаво. Опа ни на ни на нај, ни на нај нај, ни на нај ми омо, ни на нај нај. Опа ни на ни на нај, ни на нај нај, ни на нај ми омо, ни на нај нај. Сагата ти твојта снага убава, да ја гледам да пеам, оти само една живеам. Да ја гледам да пеам, оти само една живеам. Опа ни на ни на нај, ни на нај нај, ни на нај мило моме, ни на нај нај. Опа ни на ни на нај, ни на нај нај, ни на нај мило моме, ни на нај нај. Опа! Само една се живее во мој живот. Ајде, микс. Цитирал ја. Со модулација се. Океј, видим се зарни па из микса. Да бе, као со А модулација. што ние ќе ви пееме цела емисија? Ала режија, После ала режија. Ке ме викаат Тара. 100%. Добро, ајде, си го истера своето. Ти реков со фолк започнеме од почеток. Што да водиме сега со таблички или со интимни топченца? Интим. Интимни топченца, ама не безобразни, така ги крстивме. Да. Интимни топченца, А Елена ама нема не пее безобразни. нешто за вас? Ке пее, чека, Не ме што идат. Тука сме. Ајде. Ред музика, ред муабет, како ви кажа. Ајде. Добро, имаме интимни топченца, но не безобразни.
Така што треба секој од вас да земе по 3 ќе извлечат. По 3. И ние ви поставуваме интересни прашања на кои што нели одговара тој што ќе извлече. Кој ќе му се падне, така ли? Како ги гледаш кој? Дамите имаат предност? Дамите имаат предност, нормално. Повели, еве ви ги овде. Извлечи и можеш слободно да вратиш. Јас да излезам? Да. Може ти да може да ги покажеме како во лото порано што покажува. Сега веќе се модернизира, па не ги Готово. покажува така. Ова е смајли. Извлечени од, Плаче од смењава? Добро. Добро. Извлеченото емоджи е со солзи. Одиме да одговори, на уште едно ќе одговориме, па да одиме реклами викаат имам. Добро, добро. Ајде, шо си се степал ли никогаш во животот, ама баш тепачка? Тепачка, ние колку се тепав ја како мал, Ама ти да почнаш, ти да бидеш иницијатор на тепачка. Ти. ама тепачка онака со крвови, не. Тепачка. Со крви, шта не. Е, со как? Со шо беше? До Така, кај? детски онака, дека не кажеш признавам. Кој ќе каже признавам? Да, сме се закачали А од досада. признаваше или одеше додека Па не и сум победиш? признал и си ми признавале. Значи, кога ќе те фатат тука да те стиснат, И готово, и признал. поготоа ако е некој со поголема килажа, не да ќе признаеш одма. Елена, кога прв во животот излажа и што? Да се сетам. А Тарабунов упатува поглед, дека чекај какво топче извлече. Да, Немаат немам врска да може топчињата, да не нема само ради финта. Шо ги мислиш, толку ги мислиш? Ајде. Викам да има некоја врска. Кога прв пат во животот излажен, зашто? Нешто дома гарант, а? Школа. Па нешто гарант било дома, си изела, си земала, од дома си изнела надвор. Можам да се сетам на една случка од детството кога сестра ми направи дома беља и ме обвини мене. И јас викам, зошто го направи тоа? Мајка ми кога почна да вика по мене, јас си го добив ќотекот за лага. Леле. А јас кога излажав, не знам, стварно не знам кој. Она си доби два Може би кога кажав дека никогаш нема да излажам. Тоа е сигурно. Океј, ќе биде интересно. Играме игри, играме интимни топчиња, ама не безобразни. Имаме и таблички, имаме уште едно Таблички, караоке, таблички, ја имаме филми. за последната игра, но имаме и реклами. поштовани гледачи. Реклами. Ајде. Никој како Елена и Тарабунов денеска. Така е. Продолжуваме и се враќаме назад со разговорите, односно со оние игри кои што ги имаме за нашите гости и многу работи кои што можеби не сте ги зборувале на телевизија, многу работи кои што не ги знаеме до сега, замислете после толку време, верувам. Не сте спомнале за дел од работите кои што до сега, а верувам дека ќе биде уште позабавно и во продолжение, така што да се навратиме на интимните топчиња, ама не безобразни. Не безобразни. Ајде да заличиме Повелете. повторно. Уште по едно прашање од интимни топчиња, одиме на таблички неинтимни. Ете така, покажете на Елена. Исти Како во извлеков. женски, како во женски е многу Да, важно бе, ова исти што им ствар. се падна. Бидејќи извлекува исти, ќе одговараат двајцата на истото прашање. Да. Ново правило, сега го Ново правило измисливме. сега. Сега го измисливме новото. Ама многу е добро ова добро, прашање за двајцата да одговорите, Најубаво. така ли? Се Вика, имале ли во Да. животот што? вошки? Вошки. Да. Ама не е тоа ништо И срамно. како ги изчистивте, тоа е многу важно. Дека сте имале, тоа е несомнено. Знам дека ќе Преформулирај го излажете прашањето. турка. Како ги чистивте Како ги вошките што ги чистивте фатите? вошките што ги фатите? Знам дека бевме многу мали, Добро. имавме када во тоалетот. Добро. И јас и сестра ми имавме вошки, но сестра ми мислам дека имаше поголеми. И мајка ми со таков чешел за вошки, Добро. тие големите ги викаше крави. Леле. И ги броеш. Колку крави И извади? само онака ни вади вошки и само онака вие се чудите што крава, так ќе пукне. Леле, прикини. Да, и сега ме интересира дали денес деца има, зашто тогаш беше хит јас кога бев дете, сите имаа Ма вошки. мора да има Не, сите види, како вошка, мора да вошка е помине хит тоа. секогаш. Вошка. Вошката да не изумрела како вид, тоа ме. Види, ама на толку променети, нели, ГМО и Да,
некој начин на овие исхрана, набилдани кузна што вошки се јадеме, 100%. овие више може и да исчезнале. Сакаш ја да одговорам на прашањето кога има вошки, како ми ги 100% чисти, ја треба да ме оперира за крајница. Така, и титка ми ме носи да ми шиша. Нова фризура пред да отидам. Ми исполажаа дека ќе ми дале медицинската сестра, она, знаеш, капчето горе, дека заради тоа ќе идам ја на операција, не дека нешто. И добро, ја добро, готово, весела, дека одиме, и титка ми вика, кога отишла на фризер, и таа фризерка ти вика, леле, полна е вошки. И са мене не ми кажуваат, нели ме шишат малце повеќе, ми прават тамо шампони, мампони, идам во болница, излегувам од болница и викам на титка, знаеш што? Во болница сите ги шиша лустер, само мене не, само ја нема вошки. Моето искуство со вошки. Ти не да може сега да фатиш вошки. Немој, Сега она може како Боб Марли, други видови да се Шинет О'Конор ќе имаме емисија. немој. Еленка? Јас фатив Околу вошки, бе. Да, Тема околу вошка. вошки, бе. Инаку информација имам слушано дека Боб Марли, Добро. не знам колку видови на вошки има во секси себе. имал во тие суканици. Ама немам ја суканици. Нема суканици, ама многу убаво може така да им дојде на... Не. Вошка, Привлечно, не, за многу вошка е привлечно. инклузив. Хотел со 5 звезди. Хватам се. Како викаат, вошките одат на чисто. Да, на чисто. Кога? Имаше Кога вошки? на 8 годишна возраст ми се чини тоа е така. тоа. Второ, Прво, трето второ. одделение бевме. Јасно. Да. Кога ни чистеа и исто така во када. Крави ваде. Чижал, вади. Вошки, гниди, се паѓаше. Океј, ај сега нека паднат не вошки, нека паднат подароци. Имаме 8 Чекај, што е скупно. гнида уствари? А имаме Да е, гледа. Керка и на вошката. Затоа уствари... Да посакаме Да добар посакам. ден или добра вечер. Надвор веќе полека се стемнува. Така е. Кој ни се јавува? Добар ден, добро вечер. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Вера од Куманово. Вера од Куманово. Вера од Куманово, брзо бирајте кој да ви врти, кој да пушта Пушта топ. цопче, за да... Јас би сакала и двајцата, ама... Не може и двајцата, еден бирајте. Ајде, Еленче. Еленче, добро. Еленче има таму топчиња кај подароците. Добро. Подароците се сите означени со бројка. Оно што треба да го направиш од горе, од 1 до 8 ќе ти каже нашата гледачка, како се викаше, извинете, уште Вера. еднаш? Вера, така? Да. Вера ќе ти каже само од кое бројче топчето да го пуштиш, каде Чекај, дали ќе се падне, гледа. тој подарок. Тука ќе дојдеш, Денеска обдека се сите топчињата имаат и подароци, ќе- реков јас тезгичката ќе си ја наполниме. Така Ајде, што Вера, кажете бројка побрзо да убрзам, имам игри. Нека биде 4. 4. нека биде бројот 4. Ова го зимаш и кај 4 пушташ. И на мачам, да бројот видим. 4, добро. Ето, така Елена можеш да си дојдеш ваму и заедно да видиме. Во тројката ли Тројка, падна? така е. Тројка, под број 3, ете, драги мои сниматели камермани, имаме исто нешто што доделивме вчера, а добро ќе им дојде. Можете да забележите, тоа е миксер за фрапе. за кафе. чадор е Или тројка. чадорот е. Чадорот е тројка. А, не. веднаш да ме поправиш. Да. Тројка е Добро, чадор. мрдни го да биде се ферски, како што Еве треба, го. дека мрда тројката. Честитки за чадора. Чадорче, па идат врнежливи денови, одлично. Вчера на Сара Мейс не инспирираше за чадорот, не го Значи, доделивме за чадор. врне, Има ама овој. денеска чадорот го доделуваме. Благодариме. Така е, отвори Оставете чадор. податоци и фала ви многу. Тоа е најважно, податоците да ги имаме во режија. Ве молам и останете на Телма, никој како нас, ова попладни, никој како вас дома, па играјте, пејте заедно со нас. Ајде, втори, имаме гледач или не одиме Ќе веднаш кажат гледач? од режија. Други Имаме гледач, гледач? дали имаме веднаш кога сме веќе расположени за Добро. топчињата. Океј. Добро. Одиме Одиме сега со прашањата. Прашањата Да. со таблички кои што Ова бидат ви се навистина табличките. интересни. Има? Има. Добро, за секунда. Земете ги табличките. Она што Табличките. треба да направите, да пишувате на нив, односно, имаме ние прашање на кое што треба со пишување да се одговори и да го А не знам, а покажат. шо е ова, Ненад, шо се овие црни? Ништо. треба да ги Не ти потребам. треба, да. Тие се за да нешто ако сакаш да обележиш. Да веројатно. обележиш, добро. Да, добар ден. Добар ден. Трет па добар ден. Ало, Има добар некој? ден. Ајде побрзо да не го губиме времето. Добар ден, кој ни се ова? Ало, Добар ден, кој ни се ова? добар ден. Марија од Скопје. Супер. Марија од Скопје, како сте добри? Одлично, супер. Уживајте. Кажете само Тарабунов или Велевска. Кој да пушта топче за вас? Јас сум женско, нека биде машко. Ајде, биде, нека да. биде машко да видиме Тарабунов Можеше што така. ќе Да, да. ви додели како подарок. Кажете кој број?
Па број 4. 4. Број 4, Тарабунов, пушташ. топчето на бројот 4 треба да го пуштиш таму го горе. пушташ. Ајде. И дојди си Четири. веднаш кај нас. Да. Ете Тоа е тоа, да видиме што само падна. каде ќе падне, паѓа на шеска. Шеска. И само Што види е таму шеска? што имаме како подарок, може да тоа може да го е, земеш на маса. За миксерче за матене Миксер крака. за- Тоа што го помеша Доаѓа. претходно Што со туку тоа. доби? Што туку ја скршивте едно. Што туку ја скршите цела сценографија? Значи, одлично ќе ви дојде, таман ќе имате можност да си правите фрапенце додека не гледате во следните изданија. Да, Нели на Ник. благодарам многу и среќна рака има Тарабунов. Секогаш, Драго ми е што секогаш. ви се допаѓа и подарокот. Поздрав и Поздрав, уживајте со нас, па се уживајте. случаме следна прилика. Да. Ајде брзо. Одиме Кате, ајде, почни ти. Да, за Тарабунов. Колку ја познаваш Елена Велевска и незината кариера? На колку години Елена Велевска почнала да пее? Меѓу 5 и 10. 5 и 10 на Пиши. Пиши. Додека ти пишуваш, Добро, може на- би за Елена следно прашање. За Елена, Александар Тарабунов како мал се представувал како Александар Тарабунов Македонски. Да или не? Да. Пиши, Држиме пиши, се. Пиши, да. Пиши. Горе пиши кец, да, за првото. Добро. Одиме со следно. Да. Дали албум на Елена Велевска носи наслов Говорот на телото? Да или не? Пиши. Пиши. Ајде за Тарабунов. За Елена. На кој талент шоу се појави за прв пат Александар Тарабунов? Пиши си по 2. Одиме со третото. Елена Велевска прв пат настапила на Гоцефест или на Цветници? Пиши си. Дали една песна на Тарабунов се вика Само ти ми фалиш, да или не? И сега, Тарабунка, ајде да те преслушаме. На колку години Елена Велевска почела да пее, што мислиш На ти? пет. На 5, не, на 8. Елена, точно ли е? Да. Добро. Добро. Дали еден албум на Елена Велевска се вика Говорот на телото, да или не? да. Така е. Елена, да. Елена? Да. Потврди. Види, све има на интернет, ама може да не е точно. Елена Велевска прв пат настапила на Гоцефест или Цветници? Гоцефест. Гоце, ние најдовме како Гоцефест, Да. така? Добро. Добро. Одиме на прашањата за Добро, Елена. веднаш. Чекай си. Јас ги имам веднаш, ако сакаш. Ајде, ако Александар ги имаш. Тарабунов како мал се Е. представил Александар Тарабунов Македонски. Да или не? Да. Така е. Татко ми ме тераше да кажам. Александар Стварно? патриотот Македонски. Така Како ми реагираа кажуваше, луѓето? он и буквално татко ми работеше во телевизија Да. и колеги уметници буквално паѓаа од столче од смеење кој ќе им кажа како се викаш и сите као И ти малецот? интересно им беше Добро. како се викаш ај кажи баш да видиме како се викаш ја Александар Тарабунов Македонски ај златно се смеа много. Браво, патриот, бе. На кој мал. талент шоу се појави за прв пат Александар Тарабунов? Елена? Не можам да се сетам на вистина. Добро. Идол, бугарски. Идол, да. Бугарскиот идол, да. така е. Така е, Тарабунов. Да, Тоа ти тој беше беше прво бугарски, талент шоу, македонски. така? Ај, Да, македонски, бугарскиот така, го викаме да. пошто таму се Таму снимаше, се а иначе се снимаше, емитуваше така во е, се Македонија. емитуваше. Прилично Првата успешно. средба го со следев. тебе ја имам мислам Првата само средба, има. следев, да. Таму се Дигаш ли запознавме. гитарчето? Да. И го да, следев. и ја те инициирав да се пријавиш Е, таму. така, да. Односно И се ти јави беше за таму. совет. Што мислиш, не пошто работев нели во таа телевизија да, која да. што го подготвуваше, што мислиш дали да се пријавам пошто до тогаш немаше емитувано такво шоу? Одма викам да се пријавиш, ќе биде лудница и ќе си направиш И нешто така во кариера. испадна, да. И верувам дека не погреши. Супер беше. Јас И? се сикам прв пат на гитарата, тоа ми Да, е. и првата јас средба Да, тоа која беше се детето сака. со гитарчето. Дали една песма на Тарабунов, Елена, се вика Само ти ми фалиш? Да. Така е. Така е. Аплауз! Значи, Добро Елена- е! Елена ме повели. Или како му? Па јас не го рачунав тоа, ама веројатно тука сте Две, некаде. да, Елена има кој ќе ми одговори. Браво. Жените секогаш победуваат. Ај сега да пееме, најдобро ни оди да сите. Ајде. Пеењето, изборувањето нормално. Да, што Едно избравме? караоке, па А, избравме Калиопи, со Елена не сме Дали пееле. така? И веднаш после да се преминеме на играта, затоа Да, што реклами и време игра. не гази. Ајде. Значи, може, режија, пуштете дали не сакаш, Еленка повели, Микрофонот сцената е е наша, а можете да не се придружите и вие. Чекај малце да Чекај, да ги како гледаме. како ние што направија, така? Да ги гледаме со Ќе ги празници гледаме. локали се сега. Ајде. Добри се. Добри. Чите доле, сум била секаде на светот, но сум видела баш се. Усталагнам како тебе нема никаде. Нема една звезда на небо, ти би сторил пет. Се што е возможно ти правиш право чудо. Ајде, Елена, и... Дали ме
сакаш или ме посакуваш. И не е толку важно ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Добар сум за пратачи? Ке станеме за? Станете, ајде малко, ајде! Нека ти си дома мана, но за мене прав си цвет. Да се смејам, дур те слушам, дур го промислуваш цел свет, свет, свет. Еј, цвет. Чекай, не ти концентрираш. Ти би било интересно кога искрен ти би бил, о да! Дали ме Сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш? Па-ра-па-па-па. Не е толку важно ти да ме заспиваш. Ока го читам Дали ме страна. Па, и не е толку важно ти утрата со мене и да чекува. Ајде, Јоки, да ве чуеме. Не пијам се. Sad se budim ili... Има уште да рефрен? Браво, браво. Ајде заедно. дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Уште еднаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Браво! Ајде, дека микрофонот како на караоке. Браво! Други води. И сега е време за... За играта, Ама но пред? после рекламите. Овој петок, 27 септември, никој како, Катерина Шехтанска и Виктор Петров Викса. Заедно со Кати и Ненад, бидете дел од забавата на телевизија. Петок, 17:15 на Телма. Така е, вика е второ издание на Никој како, оно што го видовте пред малку ќе ви го повторам, значи бидете од 25, значи од вчера сме заедно со вас цела сезона Никој како вас, Никој како сите оние гости во студио денеска, Елена Велевски, Александар Тарабунов, Никој како Кати Ненад, Никој како Саша, Мите, мајсторче Бобан, да, така и цела режија да ни кажувам, но Сакате се она- наота, други беше не ги Не, спомнам. сите, Мите, не знам кои се тамо, Горан, Бубац, кои се сите други, Саша, помагај. Добро, значи никој како цела режија на Телма и она што е важно да ви го кажеме дека никој како вас нема да биде ако бидете утре и на Телма повторно во 17:15 заради тоа што на Кец добро, заради тоа што наши гости ќе бидат Катерина Шахтанска и Виктор Петров Викса ќе биде смеење со солзи, гарантирам, затоа 17:15 на Телма. Александар веќе се смее. Да, да. Викса и крај, толку е. Океј, веќе сме во моментот кој што па верувам сите гледачи ќе го чекаат, затоа што знаат дека од вчера да правиме интересни игри и предизвици за нашите гости, најразлични, секој ден ќе се трудиме да бидат интересни игри различни, кои што би можеле гостите нели веднаш без многу мака и труд да ги направат, научат и објасниме ние, нели да можат да се изведат. Така што денеска решивме овие чаши, 11 мислам дека се на бројка, ќе ви послушат, ева број. 12 се една Ама во едната рака. ќе ја држи во рака. Добро. Една во рака, 11 треба да ги соберете. Кој поправо ќе ги собере една по една. Што е финтава? Држите една во рака, со штипкава,
ги фаќате една по една и ги ставате ставате внатре. во она што ја држите. Значи ги собирате. Но, за да биде тешко, пошто вака е лесно, ви даваме на двајцата наочари кои Оние што вчера се сега се затворени. позеленати. Сега се позелените и ништо не треба да се гледа од нив. Како мравки ќе. Така. Вистина не се На гледа. наш знак не се гледам. Не се гледа ништо? Чекај, сега може да си ја земе чашата. Да, Јас ја ќе ви ја взимате дадам. чашата. Јас и Кате сме тука Е, како сега кажи ти ваши. што помагаме ние. Ние сме помошници и Добро. ние сме дел од тимот, односно Така е. веќе се поделивме сакале некеле со пеењето по тимови, а и тоа е Александар ќе целта. победима. Кате е со Александар, јас сум со Елена. Значи јас ќе ја водам Елена, а Кате ќе го води Александар, односно само со зборување. Добро. Значи, Значи- немој случајно да си пуштила раче нешто да Не, помрднуваш не, не. тука. Ти знаеш Не што да го се правиш. секирам, не се секирам, Значи не. само со зборување јас со Елена ти мене ме слушаш. Немој да будеш лош, Елена, стварно сега. Не, ја ќе го правам тоа, за тоа Немој кажам. така да. Само смееме да кажуваме лево, десно, Лево, така десно, ништо? понапред, Добро, поназад, ти понапред, се ја слушаш понапред. Кате, Добро. Елена ме слуша мене. Готово. Подготвени сме? Ајде. Се е наместено, Чекај, се е нека подготвено. земи Елена чашката Елена, во рака, да биде исто. Повели, па не, ја реков ќе дадам. Добро, повели, Ти на твојот Александар. помошник. Со... Добро. Добро. Колку прсти гледате? Добро, не гледат ништо. Добро. Океј, може да почнеме, така? Може. 3, 4, сега! Ајде, Елена, одлично ти оди. Така е, добро. И сега Браво. на истото Ајде. малку лево Може. и малку горе. Ето, Добро. тука, одлично. Супер, Одлично. браво. Ајде, само малку побрза, Ајде. Елена. Малку лево, малку, е така. Добро. Падна една Може, добро. Ќе ја вратиш кај што Браво, падна. Александар. Тука си, Елена. Можеш, Не. браво. Е, така. Ајде. Добро, добри сме, одиме сега пред нив сме. Ајде, Елена, браво. Штипките ги спуштија. Слободно, Елена, ти нема стоп, нема стоп. Нема стоп, работи си, Елена, остај овие илиња сака да направат. Чек, на лево малце, добро, се сум средина на чашата, малку попор или подоле? Подоле малце, подоле. Добро. А Кате го истурка ова, Кате, добро. Тука си добар, браво, Александар. Ти да не гледаш? Не, дома работа. Ајде. Не, подесно. Еве, не! Готово! Браво! Сите ги собра? Не! Кога ти се расфрла со штип. Да, да. Како може без таа вака? На брата ме фати кога ми летна Како може вака? Зашто ме требаше да победите, за па да може Па вака? како може да ни победим, а? Добра игра, важи ми се. Добра? Интересно. Добро е, драго ми е што успеавте да се снајдете, драго ми е што победивме, Елена, ти честитам на вистина, благодарам за учеството и за борбата. Добиваме за ние Утешно. утешна награда, втора. Утешна награда. Честитки за победала. Ферски беше Да, се. ферски. Значи- Чекам дали се гледа? Не се гледа ништо. Ау! Добро, Зелено е се. одлично. Топа. Така што верувам дека добро се забавувавте. Еве на крај, нели можеме само да споменеме околу плановите и тука некаде да го завршиме денешното дружење во минута време две, само тоа нели ни чисто. кажав. Секако. Па убаво е да оставиме малку простори за тоа, нели? Толку од емисијата? Толку е да се што е добро кратко трае. Така е. Види, после ме се дуети си пак. И тоа во иста комбинација. Нека продолжи традицијата, така ли? Да. Што има новотар? Па од се по нешто. Што се подготвува, Тара? Знам дека се подготвува многу. Не мораш се да кажеш, но во Не бе, секој кратко случај ќе кажам, се работи на нови песни, тоа е. Добро. Нови, Толку ќе нови кажеш? замисли, па многу не си знам скромен, што, зошто. многу си скромен. Господе. Ако почнам да зборам, ќе треба, не знам, уште Не, ние 15 може би требаше да го минути. насочиме за што да каже. Он има македонска опера балет и А со од проектов опера како е? Што правите? Одлично, супер. Поминавте супер во Софија. Да. Хај Да, од имаше- твоја гледна имаше- точка како беше? Па бевме многу, не знам, секој си ја знаеше својата задача и аплаузот траеше некој, не знам, Значи пет- убаво пет дочекање. минути, да. На страна од се од сите овие политички пребирања, да. во Софија ве дочекаа како што треба, нели? Да, супер. Добро, тоа е за она што е поврзано со македонска А опера. песна кога нова Песна песна или нова. нов албум, што правиш? Па работам на многу песни нови, али сега... Он не прави ќе само за откриам- него, он прави за пола естрада. Да. Он толку има инспирација Да, како автор. работам постојано и во студио и за други изведувачи и за мене. Али нешто што е следно ново е нова песна која што е музиката моја. Аранжманот е мој на Димитар Андоновски, а текстот е на Игор Џамбазов. И кога сме во таа комбинација, супер се дружите Таа вама песна, на сега сме битолскава фокусирани сцена. да- А? Добро иде тоа. Да, Кабарето. супер, супер. Така? Кабарето Битола е феноменално. Во Гледав Голд еднаш, ама Фелиција, не сум гледала во летна варијанта. И во Во летна инако е?
Па и зимската и летната сцена си има своја убавина. Немам што да кажам, дури и Македонија во срцето носи на проектот и ќе треба 15 минути Затоа да викам нема стоп. кратко да се зборам, зашто многу работи се случува. Елена, каква е ситуацијата кај тебе? Ќе се оди некаде? Обично или сега е сезона? Ќе се оди Австрија, Хрватска, ќе промовираме македонски песни, се работи на CD-то кое што треба да излезе и така. Кога е во план? Значи тоа да знаеме кога да те викнеме. Веројатно брзо ќе биде. За многу брзо. За многу Да, брзо. да. Добро. Присутни сте и ќе бидете затоа што знаеме дека работите, луѓето ве сакаат и затоа нели им придесуваме убаво попладне заедно со вас на нашите гледачи. Ви благодариме уште една за одвоеното време. И на вам, почитувани гледачи, ви благодариме за одвоеното време. Верувам дека убаво си поминавте ова опуштено попладне, а тоа ни беше и целта после работните обврски напорен ден, некако нели да се опуштите семено кој колку може, рековме во ова динамично време и да не изгледате до самиот крај, а утре пак ќе се забавуваме. Така и она што е важно, заборавете на политика во 5:15 вистинското место е Телма. Она што ќе биде важно исто така да ви го кажеме, во 18:30 ќе си ги гледате вистите на вистинската фреквенција повторно Телма. Затоа се гледаме и утре на вистинската фреквенција Телма телевизија, никој како вас, никој како мене, Ненад, утре Кате Викса и така натаму и така И натаму. не заборавајте да нас следите на социјалните мрежи. Subscribe, лайк и на Инстаграм и на TikTok, Facebook, многу сме таму. Треба другарчиња да Да, собираме. сакам да кажам секоја чест што правите овака, што ширите позитивна енергија, зашто луѓето се желни за позитивна забава, енергија. така е. И за забава и да се растеретат малце и од обврски, така да супер. А забавна емисијата, максимално. Фала ви. Се дупаме? Секогаш и била со вас. Значи пак ќе дојдеш. Пак да ни Нова дојдеш. песна и ти. Обавезно, Тука кај нас. Готова. Ако ништо друго пред нова година има джумбус да правиме. Така се го говоривме. А ние утре ќе правиме пак джумбус со нашите гости. Чао. Чао, чао.